Стадион. Емисија за вашата вистина. Според последниот попис, општина Неготино има 19.202. Тоа е 2002. 2002 година. Меѓутоа, сите сме свесни дека во изминатиот период голем дел од нашите сограѓани, како и генерално во цела држава, своето место и својата екзистенција ја бараа надвор од своите родни места. Споменавте познато по виното. Повардарија беше голем комбинат. Што остана од него? Речи си ништо или? На територија на општина Неготино има повеќе винари. Клучно и она по која што е познато Неготино беше Повардарие. Меѓутоа морам да ги спомнам тука дека имаме и навистина добри винари. Тоа е Бовин, Дисан, Пуклавец и Пивка. Тоа се мали семејни винари кои што навистина нудат квалитетно вино кое што е широко познато низ светот. Во врска со Повардарие, сите ние, па и голем дел од јавноста знае дека Повардарие, кога дојдовме ние како Социјалдемократски сојуз на власт, го затекнавме во предстечајна постапка, моментално е во стечај. Меѓутоа, грижата на Социјалдемократскиот сојуз и на нас како општина е тоа што заедно со владата и премиерот кој што навистина се ангажира, сите последни 4 години кои што не беа исплатени како средства спрема лозарите, со одлука на влада за прв пат интервенираше директно кај лозарите и сите тие заостанати од 2014, 15, 16 година ги исплати директно на лозарите. Моменталната структура во Повардарие е некаде 52% веќе ја има државата. Останатиот дел е на дел од претходните собственици и еден дел купени се побарувањата на старите газди преку факторинг куќа и тоа е некаде околу 30% кои што имаат удел. Прашајам слушател, се произведува ли уште стара жолта, како се викаше неготинска? Значи сега никој, ако ја правеше Повардарие, веќе никој не ја прави, така или? Стара жолта, она што ја правеше Повардарие, не се произведува, меѓутоа стара жолта произведуваат сите приватни винари кои што сега се во Неготино и голем дел од нашите сограѓани во домашни услови прават добра, квалитетна стара жолта ракија. Добра ви емисијата со градовите. Јас сум од Неготино, па би сакал Тони Делков да го прашам зошто не направи ниту еден кружен тек. Поздрав. Па вака можеме да елаборираме еден голем дел од проблемите, еве да почнеме, бидејќи се отвараат прашања. Лично сметам дека првен треба да ги изложам нормално проблемите со кои што општина Неготино и јас како градоначалник сум тргнал во овој мандат од 4 години. Значи, тоа беше 2017 година, општина Неготино, јас како градоначалник, тоа е во првиот круг од изборите. По предавањето на функцијата од стариот на новиот градоначалник, општина Неготино наследи 117 милиона денари долг и кредит преку Светска банка задолжение од 1 милион евра. За да му биде појасно и на слушателите, тоа значи дека се цели два буџети или цели 2 години сите приходи кои што граѓаните ги плаќаат во општина Неготино, толку беше должна општина Неготино. За да сето тоа се санира, беа потребни низа на мерки и трпение од страна на нас како први луѓе во општина Неготино, со тоа што мораше да се направат рестрикции во првите 2 години, државата со законот кој што го донесе за помош на општините или раздолжување со 50% од долговите, исто беше огромна помош. После раздолжувањето од тие 50%, општина Неготино во наредните година и пол максимално се вложи да ги скрати сите расходни страни, за да можеме после 2,5 години, да не речем 3 години, да кажеме дека општина Неготино нема ниту еден денар долг. За тие 3 години, додека се раздолжуваше општина Неготино, нормално мораше да се гради стратегија заради тоа што граѓаните кога не бираат на избори,
и кога стапувате на функција не ги интересираат нити долговите, нити проблемите, него едноставно бараат решенија за тие проблеми. Затоа бевме трпеливи, подготвивме преку 50 на проекти со кои што градевме стратегија како да ја развиваме општина Неготино и во делот на инвестициите. Неготино доби чиста слика со тоа што се раздолжи. Јавното предпријатие Комуналец, кој што беше со заостанати 4 плати, неплатено здравствено осигурување и без механизација. Ова го зборувам чисто да се знае, да го знаат и гледачите и слушателите. Во моментот и јавното предпријатие Комуналец е функционално, ликвидно. Тоа значи дека се вратени сите 4 плати, здравствено осигурување платено, механизација обезбедена во вредност од пола милион евра. Општинската гимназија беше затекната исто со 300.000 евра долг, иако се средства кои што се добиваат од блок дотации, кои што се трансферираат преку општина Неготино, беше потребно менаџирање за да може и таа општинска установа да дојде до раздолжување. Кога сме веќе кај проектите, после напорното работење, да кажам, за да ја ставиме општината ликвидна, а тоа е прво правило, бидејќи јас доаѓам од приватниот сектор, за да може да водите успешна општина, мора да имате ликвидност. А тоа значи ликвидноста ја стварате кога имате навремено плаќање и кога секоја фирма која што работи треба да го добие за тоа што сработила. Јас сум во принцип таков и сметам лично дека нема подобра политика од тоа кога нешто ќе сработиш да ти биде платено. Затекнатата сметка блокирана која што беше 6 месеци беше една од показателите на претходното работење. Долговите кои што беа показатели на претходното работење. И кога сме враќаме сега на вашето прашање во врска со кружниот тек, општина Неготино заврши со постапката за избор на фирма. Фирмата е избрана од 20... Зборуваме за кружен тек, тоа е во изборното ветување кај новата автобуска станица. Точно така, значи кружниот тек веќе тендерот е завршен, фирмата е избрана, почнува за недела дена. Има уште еден кружен тек во центарот на Неготино. Да, кружниот тек во центарот на Неготино по сите анализи, бидејќи разговаравме ние и со стручни експерти од делот на сообраќајот, дека моменталното решение за во центарот не е изводливо, него ќе се прави кружниот тек на излезот спрема Кавадарци. Така да остануваме на кружниот тек на автобуска станица во Неготино, кој што е веќе завршен, како постапка, изградбата почнува за неполни 7 дена. Општина Неготино во овој мандат има инвестирано вкупно 15 милиона евра финансиски средства инектирано и сите тие финансиски средства 90% се од други извори. Не се од извори на општината, заради тоа што општинскиот буџет е минимален и со тие финансиски средства малте не да кажеме дека можеме да финансираме само тековните трошкови на општината, како плата и тековни одржавања. Ние, тоа го кажав и на почетокот, како стратегија направивме да сите проекти кои што ги изготвивме додека ја раздолжувавме општината, се потрудивме да аплицираме и на претходниците ваши и против кандидати, сите ги имаат овие ветувања и вие сте ги имали. И Апостолов, и Трајков, и како се вика... Да. Споредбата е во тоа што во општина Неготино, за разлика од претходните градоначалници, по сите анализи и бројки, дека овој градоначалник и оваа општинска администрација која што ја водам, има изработено колку претходните тројца. Тоа ќе го потенцирам со факти, а тоа е дека во општина Неготино на 30 години се градеше еден стамбен објект. Во моментот има 5 капитални инвестиции, од кои што 3 се приватни инвестиции, 2 се една детска градинка, нова, со која што решаваме клучен проблем за нашите сограѓани, за 162 дечиња. Градинката е готова, ќе се отвори на 31 треба да биде отварањето на самата детска градинка, овој месец. Направена нова социјална зграда каде што решаваме еден голем број на наши сограѓани кои што им треба кров над главата или социјални случаеви, луѓе, дали се тоа
личности на кои што им треба социјалниот стан, како самохрани родители, самохрани мајки и сите оние кои што ќе ги исполнуваат условите од јавниот Или полик, млади што брачни треба парови, млади да. брачни парови. Така да сметам дека тоа се клучните капитални објекти со кои што навистина ние како градоначалници ги решаваме клучните проблеми. Од една страна е детската градинка, од друга страна се социјалните проблеми на нашите сограѓани. Маршал Тито, улица Маршал Тито ја спомнавте, е реконструирана некаде до половина и тоа е направено уште во првата година од моето доаѓање. Направени се голем број на тротоари, не само во централно градско потрачје, него и на другите улици во градот. Направени се улици во сите населени места. Јас ќе ги спомнам. Криволак Пепелиште направивме 6 километра нов асфалт улица која што ги поврзува двете населени места. Уште една улица во населено место Криволак. Поставивме лед осветлување како во градот, така и во сите населени места. Од вкупно 2200 улични места кои што се за улично осветлување, моментално се промените околу 1500, со тоа што добивме и ние како општина голема заштеда. Во Криволак се отвори нова детска градинка, целодневна, со која што го решивме проблемот на дечињето населено место Криволак. Папелиште е направено исто улица. Отворена е нова иста детска градинка со која што целодневна. Населено место Тремник направивме километар и 200 улица која што ја поврзува од стариот регионален пат до населеното место. Детска градинка отворена, канализационен систем направен, лед осветлување поставено, направени се отклонети сите проблеми, тампонирани улици, трафостаница заедно во соработка со ЕВН за подобро енергетско поврзување на населеното место. Населено место Тименик, моментално имаме една улица, сега со програмата од ТАВ, која што е преку владата и оние средства на алоцирање од карго аеродромот во Штип, да, веќе ќе се градат двете улици во населено место Тименик. Во Долни Дисан, исто населено место, бетонирани се неколку улици заради самото подрачје. Такво, голем дел од реконструирано е целото училиште, со тоа што преку Јапонска амбасада се обезбедени средства за поставување на парно систем на грејење од претходните чумбиња кои што беа во самото школа. Општина Неготино, како никогаш до сега, има инвестирано во сите населени места. Вешија исто имаме инвестирано километар и 200 со патна инфраструктура, АПИ центар направено и лично сметам дека одговорно спрема сите населени места, пак ќе потенцирам, како никогаш до сега е изградена и патна инфраструктура и сите пропратни овие работи кои што ги кажа. Господине Делков, тојаш зошто веднаш него препознава тоа од вашата партија да ве кандидира? Затоа што уште не е решено кај вас, значи да ви дадат шанса за втор мандат да се надпреварувате. Се споменуваат Петар Мантев, директор на Основно училиште Гоце Делчев. Тие се меѓу предложените. Диме Витанов, председател на Советот општински. Јане Трајков, председател на општинската организација на СДСМ. Уште не е решено тоа. Уште не е решено. Социјалдемократскиот сојуз е партија во која што сите ние како нивни членови можам да потенцирам само дека ја почитуваме пред се и одлуката и на членството и на партијата. Лично сметам дека сите овие се квалитетни кадри и без разлика кој да биде кандидат на Социјалдемократскиот сојуз, овој мандат од 4 години, не дека не го препознаваат тоа граѓаните и тоа многу добро го знаат, дека Социјалдемократскиот сојуз едноставно народски кажано го обели обрзот и на СДСМ и пред граѓаните на општина Неготино.
Во секој случај имате избор, вие од приватен бизнис доаѓате. Да. Заради тоа ли се споменува дека фирма која што се бави со парно, блиска до вас или ваша, е главна во сите тие нови згради што се прават? Јас не го разбирам прашањето, јас немам никаква нити поврзаност со некаква И уште фирма за парно. една забелешка има дека после тоа, ако не биете градоначелник, ќе биете директор на фабриката за кабли. Добро, тоа се тековни, да кажем, наши Оговарање, шпекулации. или? Од причина што Тони Делков работеше 15 години во фабрика за кабли и во моментот, и тоа што треба да го потенцираме тука е дека фабрика за кабли е продадена на турски инвеститор, каде што нормално јас како градоначелник ги имам комуникациите со самите инвеститори. Тоа не значи дека Тони Делков ќе биде Да не испадне како директор на со фабрика како за со кабли. Мизо да не испадне, да. Не, тоа не значи дека Тони Делков ќе биде директор на фабрика за кабли. Лично сметам дека таа инвестиција и фабрика за кабли во која што јас работев 15 години своевремено вработуваше 900 наши сограѓани, па дури од општина Кавадарци доаѓаа во тоа време, е главен фактор за економскиот развој на градот. Со продажбата на фабрика за кабли, ние во неполни 6 месеци треба да бидат вработени 100 луѓе за почеток и во наредната година уште 100. Тоа значи дека 200 нови вработувања оваа власт, СДСМ, овој градоначелник ќе овозможи дополнително да ги решиме проблемите во делот на вработувањето. Имате ли доволно луѓе, затоа што таму има еден друг комплекс кој што абсорбира дел од работната сила, нели, Кромер Шубер, како се викаше. Имате и потреба да се работи и земјоделието, има и селување. Клучниот проблем е тоа. И тоа не е само проблем во општина Неготино, проблем е во цела наша држава, дека ние се очуваме со, од една страна, кажуваме бројки со кои што кажуваме невработеност, од друга страна имаме недостаток на работна сила. Со отварањето на фабрика за кабли, тука морам да спомнам и инвестицијата на ИГМ Кавадарци, која што моментално гради објекти во општина Неготино, тоа е на самиот влез од кога доаѓате од Скопје, од левата страна. Фабриката, оваа која што се надевам, не се надевам, него сигурен сум од наредните прашања ќе биде и фабриката за производство на електрична енергија од отпад. Мораме да ги решаваме регионално, бидејќи сите овие стопански капацитети и инвестиции кои што во принцип некаде можеби е добро заради тоа што општина Неготино и сите овие 10 години кои што ги помина без индустријски капацитети, како што беше фабрика за кабли, Поврдарие, 8 ноември, Јадран и сите фабрики кои што се затворија во претходните години, сметам дека сме на вистинскиот пат и да го вратиме сјајот на Неготино и да му овозможиме на нашите сограѓани добра и солидна заработувачка. Стадион. Емисија за вашата вистина.